Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски денес оствари средба со представниците на Стопанската комора за информатичко-комуникацијски технологии. Министерот Ивановски посочи дека четвртата фаза на регулаторната гелотина ќе придонесе за подобрување на работата на малите и средните претпријатија. Програмата која што има направено за наредната година, за 2012 година, е токму направена со цел да се поддржат домашните компании, да можат да се фокусираат на развојни услуги, развој на апликации, на софтверски апликации и да се пренаменат од предпродажбата на хардвер, конкретно во дејност која што има многу поголема додадена вредност на своите производи. Ивановски додаде дека представниците на МАСИТ биле запознаени со идните реформи кои што предвидуваа информатизирање на администрацијата, а на средбата станало збор и за новите надлежности на Министерството за информатичко општество и администрација во делот на телекомуникациите. Председателот на комората Игор Бимбиловски ја поздрави досегашната соработка меѓу МАСИТ и Министерството за информатичко општество и администрација, додавајќи дека и во иднина ќе дадат свој придонес за спроведување на реформите предвидени со регулаторната гелотина. Ние како компании кои што се занимаваме со IT индустријата, која што може на некој начин да ја подобри таа ефикасност, ќе бидеме активно вклучени и конкретно ќе дадеме свој придонес во на некој начин поуспешно и поефикасно имплементирање на регулаторната гилотина. Бимбиловски посочи дека со министерот Ивановски било разговарано и за формирање на регистар за регулација на увозот, дистрибуција и сервисирањето на овластените представници, поради тоа што во Македонија постоел увоз и од страна на неовластени компании кои што немаат своји сервиси во IT секторот. Председателот на МАСИТ посочи дека во изминатиот период е зголемена соработката со Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, се со цел информатичко-комуникацијските компании полесно да се пробијат и на странските пазари.